Петок, 27 март 2026, термин за дневникот на КТВ. Добра вечер. Предсоветниците на Кавадаречкиот совет денеска во рамки на 8-та редовна седница се најде извештајот за работењето на јавното претпријатие Комуналец во минатата година, како и годишната сметка и финансискиот извештај. Во своето образложение, директорот на претпријатието Гоце Ангеловски нагласи дека е завршена уште една успешна година. Целосно е реализирана, рече, програмата за реконструкција, зголемен обемен на работа, дополнително е зголемена хигиената во градот, зголемени зелени површини. Директорот најави во наредниот период и можност за добивање на електронски сметки. Нашето претпријатие е редок пример во државата со позитивен финансиски извештај за разлика од другите јавни комунални претпријатија, нагласи Ангеловски. Опозицијата го критикуваше работењето, забележа за трократно покачени сметки за комунални услуги, високи трошоци за репрезентација и зголемен долг. Исто така беа искажани забелешки за превработеност и непродуктивни работни места. Од владеачкото мнозинство пак говореа за сите реализирани активности на јавното претпријатие Комуналец и подобрен квалитет на услугите кои ги добиваат кавадарчани. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев нагласи дека јавното претпријатие Комуналец работи домакински во интерес на сите граѓани и го поздрави таквото работење. ЈП Комуналец е домачинско претпријатие и ЈП Комуналец е единствено претпријатие во Македонија што работи со добивка. И покрај тоа што сакаме да критикуваме, да напажиме дека цените се високи, меѓутоа цените се едни од најниските во државата во однос на вода, во однос на зеленило, површина и износ на комунален смет. Услугите кои што добиваат граѓаните може слободно да отворите да видите на официјалните медиуми, званични, дека Кавадарци многу ретко е да се случи со дефект да останат дел од жителите, граѓаните, неколку часа без вода и тоа во многу ретки случаи. Споредно со другите јавни претпријатија, тоа е секојдневна појава со рестрикции, со дефекти, се. Во делот на износот на комуналниот смет сме неприкосновани и во делот на хигиената и во водоснабдувањето, а уште погрижливи да секоја една куќа, секој едно населено место, секое село, секоја населба доби вода, доби канализација, доби атмосферска канализација и при тоа износ на комунален смет. Како јавно претпријатие, јас во делот на вработените не можам да елаборирам да кажам тука колку е нивната продуктивност и дали има луѓе како што кажавте дека некој за време на работа си врши приватни работи, па за време на работа иде од 7 до 8:30 и така натаки. Ја го охрабрувам и директорот, и сите раководители во Комуналец, а нормално ви како советници, и секој еден граѓанин кој ќе види таква девијантна појава, однесување, одвработен, од злоупотреба на службена положба, од злоупотреба на државни, односно општински средства или било што, да го пријаве соодветно. И нема ни еден да биде поштеден. Во делот на она што викате, јас сум вработен за да не работам, и тоа што го спореди со некој вид на едно благородно животно коњ, и ја тогаш спаѓам у класта на тие коња што е врзан. Пошто ден и ноќе работам, верувам дека и директорот у таа позиција, и многу други, за да постигнеме нешто плюс со Комуналец. Не го сваќам како навера, него сакам да се доврзам. Да, како поговорка, сакам да кажам дека се пронаоѓам во оној што е врзан и работи ден и ноќ. И така и ќе продолжам. Зошто? Затоа што Комуналец во изминатиот период, додека раководиме со него, има добиено повеќе од 2500 приклучици. Негде кај што беше мисловна именка да имаме вода, ни се охрабривме заедно со КФ банка, заедно со Светска банка, заедно со општина Кавадарци, со советници, со граѓаните, да донесеме вода таму кај што беше и мислена именка дека ќе има вода. Значи, да не ги броам. Давниште, Брушани, Раец, сега Моклиште. Се охрабривме да се вратиме со €1.000.000 инвестиција на стариот водовод у Моклиште и да добијат сите вода за пиење, која што основна работа за едно семејство, да донесеме канализација. И само кратко ќе кажам, од вливот на река Луда Мара
до излез на општина Кавадарци после Сопот. Ние веќе немаме диво приклучена куќа, септичка јама или канализација која што се одлива надвор од фекалниот колектор. Тоа е приметливо, тоа се гледа и тоа е грижата на еден градоначалник, совет, директор на јавно предпријатие, да животната средина, условите на луѓето зголеми. Само ќе напоменам дека пред неизвесен краток период во делот на Задругар, во делот на Слога, во делот на Страшо Пинџур, во делот на Љубош имаше бројни семејства и куќи кои што не беа приклучени на канализациона мрежа. Тоа е успех. Да не збориме за атмосферната канализација, да не збориме за модернизацијата во делот на контейнерите, на износот на смет, да не збориме за водоснабдувањето кое што стратешки е решено уште од 2003-2004 година со изградба на 2,5 милиона евра грант на хидроцентралата, уште пред јас да бидам тука и пред било кој друг директор од мој мандат, и за Кавадарци и за Росман, со дополнителна филтр станица, со дополнителни 100 литра вода во секунда. Во делот на намалувањето на водата, на трошењето на граѓаните, тоа е за поздравување. Не треба ни да се направуваме повеќе да трошат вода граѓаните. Треба да си ги намалат дефектите, треба рационално да користат водата и треба да биде по глава на жител, има и европски стандарди колку треба да троше семејство. Не е тоа мисловна именка. Многу сме далеко од светските и европските стандарди по глава на жител по потрошувачка на месечно ниво или годишен просек на вода. Значи се уште нерационално ја користиме водата. Во она што јавното предпријатие комуналец денеска значи со опремата, што значи со пристапот, менаџирањето е 24 часа достапно, а тоа сме го направиле во систем. Нити треба чичко да имаш, ни војко, ни градоначалник да познаваш никој. Со кол центар 13300, 24 часа достапен кроз 7 во неделата, 365 дена во годината, имаш достапност да пријавиш проблем. И ако е проблемот да се реши веднаш, не гледаме дали е сабота, недела, Божиш, Бадник, Рамазан или било што, се решава проблемот во иста ситуација. Општина Кавадарци и комуналец претходно во делот на канализацијата. При секој пообилен дожд има најмалку по 30 до 50 поплавени подроми, улици, излевање на канализација, а најмалку по 10 тужби имавме од штета направена од канализација. Тоа денеска не е пракса и не постои, е решен проблемот за наредните 20-30 години на граѓаните. Одвојување на атмосферната канализација од канализационата мрежа. Скада системот кој што го направен во некоја си 2014-15 година, 12-та, Ване ме коригира, од 12 година ни го одржуваме. За жал, тука треба малку да не критикувате. Скада системот не го надоградуваме, треба да го надоградиме. Единствен спас за да нема дефекти, да има секогаш вода како што треба и стабилно водоснабдување на луѓето со нормален притисок секаде во секоја куќа и на секое место е скада системот и со рационално користење на вода. Завршена изградбата на нов кружен тек на регионалниот пат R1107 пред влезот во град Кавадарци, кој представува значаен инфраструктурен зафат за подобрување на сообраќајната безбедност. Со реализацијата на проектот е изграден кружен тек со вкупна должина од 75,4 метри и краци со должина од 170 метри, со коловозна лента широка 5,5 метри и внатрешен радиус од 12 метри. Ова решение овозможува подобра организација и зголемена проточност на сообраќајот. Со овој проект од над 11 милиони денари се намалуваат сообраќајните метежи, се зголемува безбедноста и се обезбедува уреден и модерен пристап до градот, што придонесува за развој на локалната и регионалната инфраструктура, се наведува во информацијата од владата на Република Македонија. Се асфалтираше крак од улицата Достоевска во Кавадарци со површина од околу 700 метри квадратни по претходно извршено тампонирање, се реализира како дел од договорот за комунална изградба за 2025 година, информираат од локалната самоуправа. Неготино по повеќе од 20 години ќе добие функционални семафори. Градоначалничката Нацева разговараше со директорот на Народна техника на Македонија за вклучување на општината во проекти преку училиштата во градот. После повеќе од 20 години, општина Неготино добива нови функционални семафори.
Истите се поставуваат на потегот на спојката на улица Маршал Тито со улиците Антигона и Борис Кидрич. Истите ќе овозможат поголема безбедност за сите учесници во сообраќајот, како за возилата, така и за пешаците. А вчера градоначалничката на Неготино, Марија Нацева, во кабинетот на градоначалникот, одржа работна средба со директорот на Сојузот на Сдруженијата за техничка култура на Република Македонија, односно Народна техника на Македонија. Тие разговара за вклучување на општината во реализацијата на проектите кои што ќе се реализираат преку основните и средното училиште во градот. Состанок за зајакнување на интегритетот и борба против корупцијата на локално ниво. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева со колегите придонесе за изготвување стратегии и практики за градење одговорни локални заедници. На покана на неговата екселенција амбасадорот на Шведска Ола Солстром како домакин на настанот, а во присуство на неговата екселенција амбасадорот на Швајцарија Кристоф Зомер како почасен гостин, заедно со колеги градоначалници од неколку општини од Македонија, градоначалничката на Неготино Марија Нацева учествуваше на состанок во организација на NDI посветен на зајакнување на интегритетот и борбата против корупцијата на локално ниво. Централна тема на дискусија на средбата беше изготвување конкретни стратегии и практики за градење на поотпорни и одговорни локални заедници, при што посебен акцент беше ставен на вклучувањето на граѓаните и потребата од континуирана соработка во рамките на проектот IDC – Integrity Driven Communities. Како локална самоуправа и како градоначалничка на општина Неготино, Нацева го пренесе ставот дека во интерес на сите граѓани остануваат посветени на градење транспарентно, ефикасно и одговорно управување. Кавадаречкиот театар ќе го прослави светскиот ден на театарот со представата Тестостерон. Кавадаречките актери имаат полни раце работа во овој период, а ја најавија и премиерата на новата детска представа, но и подготовките за младинската представа. Театарот при Дом на култура Иван Мазов Климе продолжува со својата работа. По повод денот на театарот ќе се изведува представата Тестостерон, која е веќе пета изведба. Инаку изминативе денови Кавадаречкиот театар беше на фестивал за актери и театарски изведби во Петровац на Млави, каде што се прикажа во најдобро светло, во многу добра организација, со преполна сала, каде што актерот Диме Боцев ја доби улогата за најдобар актер на вечерта. Инаку представата Жена ми се вика Борис беше на фестивалот во Петровац на Млави, но беше и на сцената во Домот на културата во Горни Милановац, каде што исто имавме прекрасна и преполна сала. Околу другите проекти, следен проект кој што се треба да се случи во следна изведба која треба да се случи во месец април, тоа е представата Кротка, каде што ќе биде на фестивал за монодрама во Битола. Како следни нови проекти, кои што треба се случат деновиве, или на 2 април, ќе биде представата Шумарок волшебник во режија на Александар Видиков, а од 6 па натаму во следниве недела 2, децата од 1 до 5 оделение ќе дојдат на посета во Кавадаречкиот театар, каде што ќе ја проследат представата Шумарот волшебник. Исто во текот на месец мај, во почеткот на месец мај, треба да се одигра премиера на представата Луди млади години во режија на Микица Илова. Голема чест и задоволство ми е токму на Светскиот ден на театарот 27 март да го најавам и следниот проект, следната премиера на театар при Дом на култура Иван Мазов Климе, која што е за мене прва режирана представа воопшто во мојата скромна
театарска кариера. Тоа е представата, детската представа Шумарот волшебник, кој што е од едно големо значење за мене, со тоа што обележувам некои си 5 години театарска дејност, од кога прв пат го добив мојот ангажман овде во театарот. Исто така ми е од големо значење затоа што е текст пишуван од мојот дедо, доајенот на кавадаречкото глумиште, Александар Видиков Лавот, кој што е текст пишуван некаден во 80-90-те години и буквално не променив ништо во текстот, сакав да си биде таков како што е, автентичен за тој период и мислам дека ќе привлечеме големо внимание кај дечињата и на младата публика, кој што не е и најранлива и најосетлива. Сакам да ја искористам приликата да ги поздравам сите актери од представата кои што ќе учествуваат директно на сцената таму на даските што живот значат, но и оние без кои што немаше проектот да биде тоа што е, односно целата техничка поддршка на проектот. Актерската екипа ја сочинуваме, јас ја играм една од улогите, потоа Сашко Орешков, Михаела Костова и Верица Коцева и Валерија Плачкова. За тонот и светлото и музиката ни е задолжен Пепи Ангелов, сценографијата е дело на Тони Туриманџов, дизајнот на плакатот и сценографијата и се останато е на мојот другар Витомир Јаневски. Исто така специјален поздрав сакам да упатам и благодарност до Ден Студио Старс, кој што се погрижие да целокупната представа изгледа баш така како што ми беше мене замислена, и многу голема благодарност до нив и до нивниот ментор и кореограф, професорката Фросина Василова. Сообраќај на едукација за осмоделенците од Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов Кавадарци. Тема на едукацијата беа општите правила и прописи за движење на пешаците во сообраќајот. Денеска, 27 март, во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефово Кавадарци, во соработка со ОВР Кавадарци, Бирото за развој на образованието и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Скопје, од страна на членови на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Кавадарци, се изврши едукација и предавање од областа на почитување на сообраќајните прописи и правила. Темата на едукацијата беше запознавање на општите правила и прописи за движење на пешаците во сообраќајот. Човекот, како фактор за безбедноста во сообраќајот на патиштата, ризици за пешаци, велосипедисти и тротинети и правила за носење на безбедносна опрема. Организаторот на настанот на присутните ученици од 8 одделение им пушти и превентивни, едукативни спотови, изработени од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата Скопје, а поделени им беа флаери и брошури. Го гледате Дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. На денешниот брифинг со новинарите, председателот на СДСМ Венко Филипче промовираше дел од клучните политики и мерки од новата програма на партијата. Потврда на идентитетот, повисоки плати и пензии и даночни олеснување. Сведочиме на згрозувачка инфлација на алчност. Додека работникот едва и врзува крај со крај, банките и големите корпорации бројат рекордни профити среде криза. Имаме европски цени во маркетите, што не држат на дното на Европа. Власта свесно замижува пред тој неправеден систем, каде профитот се изнесува надвор од земјата, наместо да заврши во џебот на граѓаните. Пензионерите, која градеа оваа држава, се оставени на маргините, гледајќи како нивните пензии секој месец губат во трката со цените и платите. Од тука, економијата е за луѓето, не за газдите. И затоа не нудиме само своји бројки, туку сосем нов социјален договор. Прво, платите горе, понатаму пензии што растат, стоп за профитерите, македонски пари дома и крај на пазарниот терор. Ставаме крај на дефанзивната политика. Македонскиот идентитет престанува да биде тема на разговор и станува платформа за напредок. Наша визија е Македонија која има свој код, го проектира преку развој и врвна култура. Јазикот е црвената линија. Огромни инвестиции во науката, 150
милиони денари годишни инвестиции во капитални истражувања кои го зацврстуваат македонскиот историски континуитет. СДС и Филипче промовираат антидржавна политика по насока на куќниот пријател на Заев Башановиќ, рече портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. СДС и Филипче промовираат антидржавна политика по насока на куќниот пријател на Зоран Заев Башановиќ. СДС од некогаш државотворна партија стана прокси партија благодарение на Филипче, Заев и Башановиќ. Коленичењето спрема одредени наши соседи и уважување на нивните барања е политика која е антидржавна, а таа е во статутот на СДС. Заев, Филипче и Башановиќ ја промовираат и предаваат оваа политика која е штетна на Македонија и на македонскиот народ. Затоа рейтингот на Филипче и на СДС се брои на прсти, а тие се чудат зошто е тоа така. Не ја научија лекцијата која народот им ја предаваше и продолжија да делуваат антидржавно, а сега и по насока на советникот на Заев, Зоран Башановиќ. УМС на ВМРО ДПМН е домаќин на најголемиот европски настан на кој се усвојуваат нови политики во делот на младинското и студентското организирање. Ова е организација од која што излегле голем број на европски политичари. Јас се сеќам во времето кога јас бев председател на Унијата на млади сили во периодот помеѓу 2004 и 2008 година. Дел од тие луѓе со кои што тогаш комунициравме, дружевме, се гледавме, сега се во врвот на европската политика, така што сум убеден дека и оваа генерација која што овие денови е во Скопје е следната генерација на европскиот континент. Секако предизвиците сега се различни, пред се моделот на мирот и стабилноста од една страна во Европа и во светот, а од друга страна технолошкиот напредок кој што треба да го следиме, и сум убеден дека овие 3 дена во Скопје ќе бидат доста интензивни со цел да можат да се усвојат нови политики кои што ќе ги применува Европската народна партија во делот на младинското и студентското организирање. Домаќини сме на над 70 млади луѓе кои што се идни млади политичари од цела Европа. Овие прилики се одлични за размена на искуства во насока на креирање на младински политики и превземање на позитивни примери од странство во однос на креирањето на тие младински политики, но многу е важно и нашата генерација или структура на млади политичари во Унијата на млади сили уште од сега да се вмрежува со своите колеги од Европа и светот, бидејќи никогаш не знаете кој од овие луѓе млади кои што се дојдени од Европа ќе стане некој висок политичар, и исто така не знаеме кој од овие млади луѓе кои што се домаќини од страна на Унијата на млади сили исто така ќе ги наследи сениорските структури овде во Република Македонија. Летното сметање на времето почнува викендов, ноќта сабота кон недела во 2 часот, кога стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час нанапред и наместо 2 часот ќе биде 3. Тоа значи дека ќе спиеме 1 час помалку, но ќе имаме подолги денови и повеќе дневна светлина попладне. Промената на времето кај нас, како и во повеќето европски земји, се случува 2 пати во текот на годината, и тоа последниот викенд во март, кога почнува летното сметање на времето, и последниот викенд во октомври, кога почнува зимското сметање на времето. Годинава летното сметање на времето ќе трае до 25 октомври во 3 часот по полноќ. Продолжуваме со спортот. Македонските ракометари против Шведска, Грција и Луксембург во квалификациите за Европско. Квалификациите за континенталниот собир почнуваат во ноември годинава, а ќе завршат во мај следната година. Вчера во Лисабон, Португалија, се одржа жребката за квалификациите за пласман на Европското ракометно првенство во 2028 година. Машката сениорска репрезентација на Македонија, според извршениот жреб, ќе биде сместена во групата 8, заедно со селекциите на Луксембург, Грција и Шведска. Континенталниот собир во 2028 година ќе се одржи во 3 држави – Шпанија, Швајцарија и Португалија. Во овие квалификации формирани се 8 квалификацијски групи, а покрај прво и второ пласираните од сите групи и најдобрите 4
од 8-те третопласирани ќе обезбедат место на Европското првенство. Квалификациите ќе започнат во ноември оваа година, а ќе се комплетираат во март и мај следната година. Утре не очекува променливо облачно време со локални врнежи од дожд со послаб интензитет и услови за изолирана појава на ретки грмежи. На некои од повисоките места врнежите ќе бидат од дожд и снег, а на планините од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, поизразен до уж Вардарието, температура од 3 до 15 степени. Го гледавте Дневникот на КТВ, ви посакувам пријатна вечер.